Bugatti со специјален модел одаде почест на легендарниот Veyron кој пред 20 години од темел ги промени границите на она што кај еден автомобил е можно. Наречен FKP Homage според иницијалите на неговиот идеен творец Фердинанд Пих, тој, иако според комбинациите на бои, силуетата и пропорциите недвосмислено личи на Veyron, всушност е сосема друг автомобил. Како апсолутен уникат, дел е од ексклузивната програма Solitaire и представува спој на минатото и сегашноста, дизајнерското наследство на Veyron и технологиите на Chiron Supersport. Неговото срце е W16 агрегатот кој испорачува 1600 конски сили. Каросеријата која верно го одоловува духот на Veyron располага со неколку современи детали, од кои најзабележливи се потенките светла. Внатрешноста е чекор подалеку во ексклузивноста. Воланот и централната конзола се изработени од масивен алуминиум, а посебно внимание привлекуваат каенините, направени специјално за него. Јасно, за цената нема официјални информации. Приказната за оригиналниот Veyron, кој како најмоќен и најбрз автомобил на сите времиња на јавноста е започната уште во 1998 година, кога Volkswagen ги купи правата на името Bugatti. Следеа серија интересни концепти се до 2001 година, кога финалниот дизајн на моделот беше заклучен и донесена одлука за неговото производство. Требаше да поминат уште 4 години пред Veyron навистина да биде подготвен да истрча на светската автомобилска сцена, но на оние кои го чекаа, тоа воопшто не им беше важно. Тие со подготвени милиони евра за да платат за него беа трпеливи. Плановите строго предвидуваа да се направат 300 купеа и 150 родстери, ниту примерок повеќе. Така и беше.